Тема култура, ГТ Институт, зборуваме за проектите кои што се актуелни и она кое што следува, се разбира, ви информираме за тоа каде може да во наводници избегаме, нели, од секојдневието и каде може да си ја најдеме димензијата која што го прави човекот да биде човек, а тоа е културата. Добро утро за Марија Чорбева-Пеновска, референт за култура и медиуми. Добро утро. Добро утро. Првото прашање би било за концертот на Екстраваганца Фантази квартет на 18 во малата сала на Филхармонија, бесплатен влез, што е нели многу значајно за оние наши љубители на културата. Точно така. Сите настани на ГТ Институт се некомерцијални и со бесплатен влез. И тоа ни е големо задоволство. Она што следува следниот понеделник од 19 часот во Филхармонија е концертот на Екстраваганца Фантази квартет, кој што ќе биде едно необично искуство. Него го сочинуваат германскиот пианист Андреас Гюнтер, македонскиот виртуоз на армоника Јордан Костов, а овој пат се збогатени со уште две млади имиња од Македонија. Тоа се Андреја Мирчевска, која ќе свири на контрабас, и Александар Теодосиевски, кој ќе свири на тапани. Ова се потекнува фактички од дуото Андреас Гюнтер и Јордан Костов, кои што 2016 се запознале во Шангај и откриле нови димензии на музиката. Да не биде едно радио за сите, односно една музика за сите, тие се обидуваат концертите да ги направат малку по-уникатни и импровизираат. Значи, секако имаат некоја првична идеја, се инспирираат од нивните патувања низ светот, од секојдневните случувања и така натаму, меѓутоа концертите се развиваат понатаму во некоја неочекувана и необична насока. И димензија. Така што не очекува еден интересен и необичен концерт во следниот понеделник во Филхармонија. Па добро, импровизираат и Марк Нофлер, Ерик Клептон и Стинг и останатите гитаристи, и Принц кога се на сцената, нели, додека беше. Тоа е убавина за слушателите, се разбира. Да, и се создаваат дела кои што едноставно не може да се најдат на друго место, туку се тука сега и во моментот. Да, во тој момент, точно така. Гласови што недостасуваат, мислим, Voices, проект кој што е фокусиран на областите околу Преспанското езеро. За каков проект станува збор? Точно, да. Всушност, нешто што работите веќе на тоа, така? Нешто што тече во моментов, меѓутоа е започнато уште минатата година. Се фокусиравме малку на Преспанското езеро. Тоа е привлекува внимание повеќе за еколошки проекти, нели, со повлекувањето на езерото и сите случувања во животната средина. Меѓутоа, ние сакавме малку од поинаков аспект, односно да посветиме повеќе внимание на културата за самото население во трите држави кои што се наоѓаат на Преспанското езеро, и иницииравме проект заедно со Грција и Албанија, проект за културни настани во овие области, погранични области и области кои што лежат на Преспанското езеро. Уште и минатата година започна активности, меѓутоа сега пред еден месец имавме средба на Преспарт фестивал во Грција, грчкиот дел на Преспанското езеро во Преспес градот, каде што имавме прекрасна музика, но исто така и работилници за грнчарство, сликарство и изработка на остров за птици во Преспанското езеро, а сето тоа го продолживме минатиот викенд кај нас, на нашата страна на Преспанското езеро, кај Отешево, каде што уметникот Никола Узуновски изработи еден прекрасен и многу амбициозен проект за 3 дена, 2 големи сплава на Преспанското езеро, заедно со еден мост, или како мостот на поврзување, символичен. Повеќе сплавовите ќе бидат за поврзување, затоа што се мобилни и може со нив да се стигне и до другиве делови, до другите две држави, а мостот е статичен да ги држи. Меѓутоа, сплавовите се изградени од природни материјали, символиката е фактички сплавот, на него има едно стебло кое што е секако набавено тука од плажата, и да можат кормораните да застануваат на него и да ловат риби, затоа што со повлекувањето на езерото и тие имаат проблем да се хранат и да ловат риби во езерото. Така што идејата е да биде сплавот и за птиците, за кормораните, меѓутоа има и голем дел за луѓе, да можат малку да прошетаат, да се попловат по езерото,
и символично да обрнеме внимание и на животната средина, меѓутоа нешто убаво и за локалното население. Да доживееме природата која што е нели мајка на сите нас што сме на планетава Земја. Вашата општествена одговорност продолжува и со донација на книги во градската библиотека Гоце Делчев во Велес, ке подарите 100 модерни наслови на книги и друг материјал. Какви книги се ова, за кого се наменети? За која популација? Да. Имаме прекрасна соработка со библиотеката, локалната библиотека во Велес, и на 3 декември планираме со мал символичен настан да донираме над 100 наслови на модерни и современи германски книги, најголем дел за деца и за ученици, меѓутоа има дел и за возрастни, и исто дел игри и некои квизови за учениците, затоа што мислам германскиот јазик доста популарен станува во последно време и се бара литература повеќе и активност повеќе поврзана со германскиот јазик, така што таа донација ќе сочинува и некои игри и квизови и се надевам дека ќе го збогати образовниот систем во Велес, меѓутоа и фондот на книги во библиотеката. Добро, кога сме веќе на тема образование, Floating University of Berlin доаѓа со двајца представници. Која е целта? Дали е можеби целта на некоја меѓусебна соработка или можеби можност за студирање? Велите модерни теми. Кои се тие модерни теми кои што ги ќе го привлечат вниманието на помладите? Оно што можам да го прочитам изминатиот период, да го забележам, тоа што речиси сите универзитети се фокусираат на воведување, на обучување на вештачката интелигенција, колку таа може да помогне во образовниот систем. Каков е овој, каква е ситуацијата со овој универзитет? Секако оваа тема е многу актуелна, меѓутоа овој универзитет, Floating University, не е конвенционален универзитет, е повеќе еден склоп на луѓе кои што работат на посовремени практики за урбаното живење. Темата, значи овој проект ни е насочен кон темата урбанизам и урбано живење и затоа го изведуваме заедно со Акто фестивалот и со факултетот за архитектура. Овој состав Floating University истражува нови начини како да се оплемени јавниот простор, односно како јавниот простор да биде достапен до сите она што сакаме, нели, за сите граѓани. За општо добро. Тука ќе имаат инспирација, веројатно кај нас. Токму затоа не почвата на таа тема. Точно, да, секогаш Скопје особено инспиративен за урбани теми. А во Скопје ако сакаш да се најдеш, може само да лебдиш, да флоуташ, инаку долу не можеш никако инфраструктурно да се. Многу сме ги погодиле партнерите. Да. Па добро, и 103 сте ја погодиле, Канал 103 исто така е ваш партнер, примате ли соработка со делот од македонската радиотелевизија, да речем? Точно, со големо задоволство соработуваме со Георги Јаневски и Канал 103, кој што беше неодамна во Берлин на еден голем светски фестивал во рамки на проектот Sound to Noises. И за да продолжиме соработката и да донесеме нешто и тука од Берлин, ќе имаме еден резиденцијален престој на представничка од Кашмир радио од Берлин, кој што ќе биде на почетокот на декември и ќе може нормално да сподели своји искуства, меѓутоа и да научи нешто тука од вашата радиотелевизиска куќа, меѓутоа и општо, нели, локалниот контекст, малку да го збогатиме културниот живот во Скопје. Да го збогатиме етерот малку со култура и да повикаме музика. Марија Чорбева Пеновска, референт за култура и медиуми од Гете институт. Да, ова беше некаква промоција, меѓутоа промоција на општествена одговорност и нешто што ќе придонесе за повесел и побогат живот, ако ништо друго.